Пандемијата го промени комплетно нашиот начин на живење. За едни здравствената криза беше сериозен економски хендикеп, но за други пак можност да се биде најдобрата верзија од себе и со малку креативност и многу талент да се креира приказна која ќе остави длабок печат во светот на гастрономијата. Гостинка во Македонија наутро ни е Спасија Динковски. По потекло од Македонија, родена во Обединетото кралство. Идеен творец на мистичниот бурек. Рецепт кој со брзина на светлината ги усвои британците. Приказна која е една од најчесто посочуваните како успешна, која се роди во едно од најпредизвикувачките времиња во историјата. Која е Спасија? За вас велите дека сте балканска британка, што многу добро се пресликува во приказната за која што ќе зборуваме наредниве минути. Имам 35 години, сум родена у Англија, у еден град се вика Кроли, еден сат од Лондон, а сега живеем у Лондон и си имам свој бизнис, се вика Mystic Borek и правам пети, ги продавам и организирам евенти, што послужувам своја храна со Balkan Twist. За да им доловиме на гледачите за што станува збор и колку е квалитетно она што го работите, рете да кажеме дека под насловот 50 работи што ги сакаме во светот на храната во моментов, на пролетната листа на Observer Food Monthly на британски Guardian, едно од првите места ви припаѓа вам за токму за рецептот Mystic Burek, кој што со брзина на светлината ги освои британците. Но исто така треба да споменеме дека кога станува збор за бурекот кој што вие го правите, тоа е многу повеќе од тесто со одредени додатоци. Да. Оти сум работела со јадење за 15 години и сум работела у Нью Йорк за 4 години, у Лондон и different cuisines. Да. Да. И сакав све што сум чекај сега. Научила да ставам у петите. Заслугите за неверојатните рецепти ви припаѓаат вам, но многу голема заслуга во приказната има тефтерот на вашата баба. Да. Практично од тука почнува се. Да. Баба ми кога почина ме остави книга за рецепти и не можев да го отворам. За тага да се не. Од тага за неа? Од тага за не. И ама ковид кога стана, бев дома и имав многу време и го отворив. И го отворив на листата што рецепта за гибаница и го направив. И си мислав што друго може да ставам унутре, што можам интересно со кори да направам. И пробав experiments и ги сликнав и ги ставав на Инстаграм и луѓе почна да ми прашат дали можам да ги купам. И тука почна гастрономска револуција. Да. Нарачки постојано, знам дека во еден период не можевте да постигнете да доставите храна до оние кои што сакаа. Свесна ли бевте дека ова што го правите ќе направи своевидна гастрономска револуција? Не, уопшто не. Мене ми е најбитно само да готвам од срце и да уживам во тоа. И мислам дека за тоа е толку популарно, оти it comes across, дека од срце ми е. И тука не завршува приказната, добивате идеја да започнете своевидни, односно да организирате своевидни тематски вечери, символично насловени дома. Всушност, целта велите е да им доловам пречак во домашна атмосфера. Почнаа да се продаваат билети за секоја тематска вечер, кои што се купува за некој час од почетокот на продажбата. Да. Последната беше пред да дојдете во Македонија, како помина дома? Супер. Супер. Мајка ми дојде, направ мекици. Што имаше да на менито? Да, направ лепења. Добра. Со ребра у кајмак, најдов стара рецепт. Добра. И направ кајмак, мекици, сладолед, што друго, салата, стандард. Се продадоа сите билети? Да. Да, имаше многу луѓе. Да.
Уште еден значаен чекор во приказната, што сакам да го споменеме, е вашето учество во Музеот на миграцијата во Лондон. Вие сте практично the chosen one, избраната, бидејќи не секој ја има привилегијата да се најде на листата на Музеот за миграција. Кажете ни нешто повеќе за оваа приказна, како дојде? Како дојде? Екзибицијата беше специфично за имигранти што почнале бизнис или second generation имигранти, што јас сум, да. И тоа ми беше, да ти кажам, многу голем момент. Оти го обожавам Лондон, за што има највише различни култури и затоа многу го сакам. И многу ми беше како да кажам на македонски, многу ми беше I was very excited. Добро, возбудени. Предпоставувам, чест. Да, да бидам a part of делот на историја на Лондон. Така, историјата на Лондон. Да. И како и каде се замислувате за 10 години од сега? Оставивте своевиден гастрономски печат моментално, но верувам дека креативниот ум постојано работи. Да. Само знам дека многу сакам да отворам ресторан. Добра. И тука во Лондон? Па ке видам. Не сум, немам, од кога го почнав бизнисот, се ми е органик. Не сакам да се оптеретувам многу со план. Затоа што видовме што прави ковидот со планови. Да, затоа. Сменото ми е мислењето. Само сакам пак уште да готвам од срце и да уживам и така, сакам нешто мало да биде part of the community. И толку знам. Кој е омилениот македонски рецепт? Добро. Бурекот е бренд своевиден, да. Ваш, но да ти кажам, многу е simple. Добро, ама кајмак ми е да, добар, да, добар кајмак, оти немаме такво во Англија. Добро. И сега почнав да го правам, ама кај ќе идам тука во Скопје, ќе пробам, оти сакам перфект да биде. А кој ви е омилениот рецепт од тефтерот на баба? Басина торта. Да, и многу сакам да го правам. Ја подготвувате, сте пробале? Да, го пробав за евент. За го послушав, да. И да, успешно беше и многу го сакам, да. Благодарам многу за разговорот, за гостувањето во утринската програма. Јас се надевам дека следната средба ќе ни биде со многу убави вести, еве какви што сега соопштивме, и здравје Боже, еден ресторан и во Скопје. Да, важи. Фала многу.